Денеска ви го откривам рецептот за најдобриот тарт што постои. Спремаме лимон тарт, кој што се препознаваат најдобрите шефови на планетава. Вкусот бајка. За почеток си зимате путер околу 110 грама, голем сад за матење. Овој ми е омилен у задње време. 125 грама брашно у садот. Пази сега, многу јака фора. Путерот секогаш мора да биде ладен. Од фрижидер. Све што работиш, се од фрижидер, освен брашното. Еј сега, со раце, нема срамење, го раздробуваш путеров да стане едно со брашното. Кога ќе почне да се спојува, имаш едно јајце, також од фрижидер и си продолжуваш. Си правиш хомогена тарт смеса. Кога ќе дојдете до оваа фаза, 2 лажици шеќер, прстокват сол, као појачуваш на вкус. И мешаш дека не добиеш тврдо тесто. Значи, што е поентата? Поентата е да добиеш вакво тесто, ко пластелин. Фолија, вака спремна, иде у фрижидер. 30 минути, ја ќе оставам у замрзнивач 15 минути. Доволно. Додека ми се спрема тесто у замрзнивач, да го почнам крепот. Си зимам вакво за цедење. Многу добро другарче задње време ми ова. Многу сакам сокчиња свежо цедени. Лимон поголем. Го стискаш да ги ослободи соковите. Го цепаш на пола. Сокче спремно, 5 јајца, тоест 4 јајца и една жолчка. Белката не ни треба. Жолчката иде натре и си додаваш 4 јајца цели. И така, и си кршиш јајца. Јајцата ги монтирам на миксерот, монтаж. Почињам да ги матам, али лаганица. 200 грама шеќер ги додаваш полека. Малку по малку. Ванила екстракт, по вкус, една лажичка. Сок од еден поголем лимон. Една шолја павлака, класика павлака. Си го стопираш ова, више немаш проблем. Ја цепаш павлаката унатре. Доста му е, да не му стане убаво. Вака кремчево ќе го ставаш у фрижидер, пошто рековме, све мора да биде ладно. Кога сум више тука, ето, и тесто си е джам, си го отвараш и сега ти доаѓа на ред и даска за месење, пеглање и остали ствари. Тоа е оваа даска. Рената си ја загреваш. Тестото ми е спремно джам. Сукалце. Пошто ова тврдо тесто, гледаш, можеш ореви да кршиш со него и го сукаш директно врз фолијата. Тестово е многу кревко. Ви треба шпакла, пошто ја неам, ќе се послужам со нож. Го одлепуваш од површината. Тавче за тарт и си го лепиш. И гледај сега, пошто ова тесто немаш фрка ако ти се скине. Лесно си го надаваш. Кај ти треба, само си додаваш. Со вилув ќе му правиш дупчиња. Хартија за печење. Си мериш, отприлику големија на тавчето. Си сечеш. И гледај са многу јака фора ќе ви кажам, пошто хартијиве се крути. Ја гужваш, да ја направиш ко салфетка, за можеш полесно да ја обликуваш. И си правиш салфетка од хартија за печење, многу кул ствар. Си ја лепиш сегде, следен чекор, си зимаш леќа, граб, леќа, ориз, и таа ја користиш само за печење, си ја чуваш оваква тегла. Печеш, завршиш работа, па си ја враќаш од тегла. Сипуваш добро, си го пуниш овака цело,
го распоредуваш. Редно загреана 200 степени, го печеш 12 до 15 минути. Што ти реков, гласни команди, 21 век. Готово тесто, рукавици, отвараш од страна да не ти изгори топлиот воздух. И ова си го враќаш назад у тегло. Кремот е наред. Доđi kod fića. Кремче спремно. И си пуниш. Сто 120 степени, 30 минути. Опа. Тарче готово. Дечки, ваков тарт е вистински деликатес. Мора да го направите, значи мора да го направите. Споделете го со најблиските, со оние што највише ги сакате, а ние се гледаме многу брзо. Гледаме, чао.